Добро, почитувани медиуми, како што редот на овој празниците Трифон, традиционално да ги закоиме лозијата, да посакаме успешна и беригетна година, да продолжиме како влада, да ја негуваме оваа гранка која што е битна и за нашите земјоделци, и за нашата држава. Знаете дека изминативе месеци како влада посветиме сериозно внимание во делот на лозаропроизводството, во делот на виното. Минатата година за потсетување имавме согласно законот за вино цена која што беше историски највисока. Тоа е еден показател дека навистина покажуваме сенс во делот на оваа битна гранка и тука не застануваме. Со редовната исплата на субвенциите, кои што минатата година беа достанати, продолживме со редовна исплата на субвенциите, така и денеска на сметките на сите лозари. Над повеќе од 11.000 лозари легнаа субвенциите од 2024 година. Ова е уште еден показател дека навистина она што беше ветување во делот на редовна исплата на субвенциите ќе се случува. Она што за нас како министерство и како држава е да работиме уште посветено се со цела оваа гранка која што е многу битна, како што кажа, ја вратиме на пиедесталот во рамките на тоа што некогаш беше. Затоа со новите програми и уредби кои што ги донесоме за тековната 2025 година посветуваме сериозен акцент. Исто така морам да информирам дека пред неколку дена заврши конкурсот за избор на научна институција која што треба да утврдува производната цена за нареднава 2025 година. Очекувам по нивниот извештај да соопштиме цената која што сум повеќе од убеден ќе биде на задоволство на лозарите како што беше и минатата година. Остануваме посветено да работиме, да го враќаме производството на нашето квалитетно грозје, односно вино, и заедно со винарските визби да продолжиме да ги пласираме овие квалитетни производи на секој еден континент широм нашата. Дали имате прашање? Површини овде слободно, што би можело да се даде на државно земјоделско земјиште за подигање на нови насади. Случај дека се пројавува интерес кај младите. Пред неколку дена заврши јавниот повик на кој што беа на располагање ставени сите слободни површини, односно секој земјоделец кој што знае за слободна површина да аплицира во министерството. Согласно роковите за некои 30 на дена од сега ќе биде јавниот повик завршен, ќе бидат избрани сите оние кои што аплицирали и ги исполнуваат условите. Меѓутоа тука не застануваме. Во делот на земјишната политика продолжуваме во наредниот период и секоја педа земјоделско земјиште да ја ставиме на располагање кај земјоделците. Само така можеме партнерски да работиме во делот на зголемување на површините под лозов насад со квалитетни сорти кои што ќе произведат квалитетно вино. Останува програмата за подигање на нови лозови и овошни насади, поддршката? Апсолутно, поддршката и за подигање и за одржување, и самите земјоделци ќе бидат поддржани при набавка на сертифициран лозов насад кој што ќе го потребат во своите колички. Добро, ви благодарам. За винскиот туризам може? Може. Ајде. Прашто колку парчета? Значи, што дојде? Да, симбиозата помеѓу виното, традицијата, гастрономијата, сето тоа може да даде уште еден инпут од дека во овој развој, нели? Што се работи за винскиот туризам, па и алтернативниот. Многу е важно што ова неколку пати го зборувам, тој пат Е75, значи од северот до југот доле, многу важен за развој на транзитниот туризам. Во тој транзитен туризам се разбира дека спаѓа и винскиот туризам. На тој потек имаме најмногу винари, Кавадарци како град кој што се развива се повеќе и повеќе. Влегува во таа мапа Неготино, Кавадарци, Дембрикапија, Градско, Дојран, Гевгелија, Велес, така да на тој потек имаме некаде можеби над 80 винари и поголеми и мали семени винари и се разбира дека и со винската тура која што е направена, Македонија се позиционира високо на европската мапа во развојот на винскиот туризам. Како министерство и Министерство за земјоделие, Министерство за култура поддржуваме голем број на културни манифестации кои што всушност го поттикнуваат развојот на винскиот туризам.